Зборувам денеска за зашто тераме инат и со кого тераме инат. Дали е добро да тераме инат? Ама инатов е ненормална работа, инат, да тераш инат. Да идеш контра нешто. Инат. Човекот си тера инат на сам себе. На кого му тераме инат? На сам себе тераме дечки инат. Ама ова ќе биде многу интересен лайв. И ова е лайв, дечки, ова е лайв само за нехрабрите. Може нема да ме сакате многу после овој лайв. Се шалам, знам дека ме сакате. Ама фактички во овој лайв сакам да ви објаснам дека сите работи што ни се случуваат се у суштина од нас самите. Да, точно е дека имаме околина која што е негативна и негативно влијае врз нас. Тоа го кажавме во претходните лајвови, нели зборувавме за енергетски вампири, дека имаме негативни луѓе, тие негативни луѓе влијаат врз нашите емоции, врз нашето расположение. Тоа е многу точно и тоа се уште држи вода. Но денеска сакам да зборувам за тоа дека у суштина ние сами сме причина за фактички за нашите проблеми, така. Не е друг причина за нашите проблеми, затоа не е популарен овој лайв, затоа што и да направиме во овој лайв ќе сватиме дека ние сме тие кои што си се инатиме на нашиот собствен живот, на наш самите, пружаме отпор и протестираме против некои работи. Затоа што, гледайте, ќе ви објаснам една работа. У суштина, не ви зборевме, кажав од многу лајвови зборувам за тоа дека умот снима слики, фактички тоа не се моје откритие, тоа се откритија на Хабард и ги има во една преубава книга Дианетика која што ја препорачувам на сите. Фактички е како умот снима слики. Нашиот ум е како едно камерче кое што сме си оставиле и си го носиме со нас и снимаме слики од се што ни се случува. Од сите моменти во нашиот живот имаме запис. И траен запис е на нашата меморија, во нашата лента, од убави работи, од неубави работи. Но тој запис од тие слики не е само од убави моменти, туку е и од неубави моменти и во тие слики има многу работи снимено. Гледате, ако земеме една камера, да кажеме, која што снима само звук и снима гледка, така тоа се две перцепции што се снимени на обичната камера или на телефон, во нашиот ум има снимено многу перцепции, на мирис, на допир, на движење во околината, на емоција наша, на емоција туѓа, еден куп работи, гласноста, звукот, положбата на нашето тело, се е како емоција снимено во нашиот ум. И тие негативни трауми, тачно се викаат енграми, тоа е медицински термин, кој што значи запис или трајна трага, која што останува кај нас. Имаме трајни траги од негативните работи кои што ни се случило од нашиот живот и тие не мачат. Но, ќе ви објаснам нешто друго, кое што у суштина е уште поважно да се разбере како и зошто ние сами си се инаетиме. Ние се инаетиме на животот, у суштина инает е пружање на отпор, така ли е? Сте виделе инает што е? Што е инает? Како би го крстили инаетот? Има убав инат, нели, како што ќе речеме, окей, овој инат е си заинати и поминали с препреките, тоа се вика истрајност, ја не би го крстил инат, значи да расчистиме одма инат, кој што е истрајност во некоја насока, би го нарекле дека е истрајност во некоја насока, така? И тоа е позитивна карактеристика. Но инат е кога се инатими на нешто добро. Ме разбирате? Кој си инати? Сте видели некој дете кој ќе се заинати за нешто? Ти колку и да го вразумиш, инатот не прифаќа разум. Ме разбирате? Ајде така да го дефинираме инатот. Што е инатот? Инатот е неприфаќање на разум. Не мора да е мало дете, може да е 60 годишен татко да се заинати и тој не прифаќа разум. Инатот не дозволува да видиме нешто на свесно ниво и да го изанализираме и да го прифатиме. Разбирате, инатот е фактички идење по старо нешто, во стари шиблони, стар шаблон. Замислете, има некој многу стар шаблон на начинот како ние размишляме и инатот е у суштина, инаетот, да ја сминаме коригира, е ништо друго него фактички одење по некој шаблон кој што не е поврзан со што е најдобро и најздраворазумно за нас. И инатот што прави, или наетот што прави, не тера да не прифатиме нешто за да ја направиме промената. Кога ќе се заинатат луѓето, што прават? Го избуткуваат нештото до крај,
без разлика колку е погрешно. Можеме да се сложиме за тоа, дека луѓето што си нетчи, ако ги фати тој инет, они ќе го избуткаат неразумното, без разлика на кој што им кажува, без разлика на доказите од околу дека не треба тоа да го правиме, луѓето ќе го избуткаат со тој инат нештото да се случи кое што е нездраворазумно. Ме разбирате, не е здраворазумно тоа. Затоа што во инаетот ние не гледаме здраворазумност, не гледаме свесност. Нема свесност во инаетот, така? Има нешто кое што е шаблон на однесување, така е замислено, така ќе биде. Зашто? Не знаеш ни ти зашто. Уствари, ја ќе ви објаснам зашто. Се овој лайф ќе биде зашто се инатиме. Затоа што ќе ви кажам една работа. Ако има тука луѓе кои што имаат некој проблем, долгорочен проблем, човеков нема пари, абе ти си се заинатил на таа тема и нема да ги има парите човеков, зашто иначија на таа тема. Има некој кој што не може да си најде маш како што треба по незин кејф. Еј, си се заинатила дека не можеш да најдеш маш. Има друг некој маш кој што се заинатил дека нема жена за него. Заинатен си дека нема жена за тебе. Инат е. Инат терате. Инат терам и ја за некои работи. За сите работи кои што не ни одат у животот, тераме инат. Зашто, гледайте, не можеме ние само да тераме инат на други луѓе. Ти тераш инат на други луѓе, ама пред се тераме инат на себе. На сам себе тераме инат. Затоа што, гледайте, прво ајде да видиме една работа. Инатот што е? Инатот е протест и отпор на, обично на разумот, на ништо друго. Кога тера човекот инат, пружа отпор на нешто што е разумно. Едноставно. Инатот е неразум. Толку едноставно речено. Неразум е и пружање на отпор на нешто кое што е пред тебе. Може да бидеш инат, детево инат на професоркава. Професоркава сака да го вразуми, затоа што и не ја фатило инат, дека нема да му поправи оценка, ами детево го фатило инат, не само детево што го фатило инат, и татко му го фатило инат, и мајка му го фатило инат, и се со тој инат кидат кај директорката, и се директорката ќе ја фати инат, и учителката ќе ја фати инат, и детево ќе ја фати инат, и таткото и мајката сите со инат. И нема расчистување на ситуацијата. Зашто? Затоа што има инат. Кога има инат, нема решавање на ситуацијата, се додека некој не прифати дека инатот не е како што треба и дека не е разумно да имаме инат. Ама за сите проблеми во животот што ги имаме, можеме да речеме дека тераме инат. Едноставно е. И ја сакам во овој лайф да се обидам да го докажам тоа. Дека ние му тераме инат на животот и сакаме да се играме и мислиме дека окей, дека животот нешто ни прави и дека тоа ни прави од... Уствари, животот ни пружа отпор на нас. Не е дека ние му пружаме отпор на животот. Животот ни пружа отпор на нас. Дечки, на се на кое што ќе му пружите отпор, тоа нештото доаѓа до нас. Прво правило за инатот. Се на кое што ќе пружите отпор, тоа нешто доаѓа до вас. Така е. Детево пружил инат, не ќе да учи, абе ќе остане на полагање, ќе учи цело лето. Зашто? Зашто тера инат цела година. И зашто цела година тера инат, после тоа што се случува? Тоа на кое што пружа отпор, тоа ќе му се врати со отпор. Се на кое што пружаме отпор ни се враќа со отпор. Така. Гледате, се ако ја пружам отпор на нештото, си наетам, му пружам отпор, у суштина од тоа имам слика која што има многу по-тешко влијание врз мене во мојот ум. И тој отпечаток, затоа што умот, рековме, снима слики од се што ни се случува. Ама, на тоа на кое што му прекосиме и му тераме инат и му се спротиставуваме многу јако, бум, тие слики имаат поголема контрола подсвесна врз нас. Пример да ви кажам. Девојкава терала инат на мајки. Цело време тера инат мајки. Цело време прекоси на мајки. Ти ли ќе ме контролираш? Ти ли мене ќе ме... Ти ли ова ќе ми направиш? Ти ли оне? Цело време тера инат девојкава на мајки. Оно цело време снима слики од мајки. Она како и да е снима слики од мајки. Ама ако не тераме инат, тие слики се по-лабави во нашиот ум, како да ви кажам. Поише имаме ние контрола врз нив. Ама колку поише пружаме отпор, тие слики бум, 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 бум. Гледате, у суштина остануваат по-јако во нашиот ум. Суштина како и да работава. Гледате, девојка ви пружа инат на мајката,
сликите од незината мајка и што она и правела на неја, на што пружала отпор, остануваат појако во незиниот ум. И знаете што се случува? После 20 години она истото го прави на незините деца. Зошто? Затоа што пружала отпор и сликите од тоа што мајки го правиле останале у неја подлабоко и сега тие слики ја контролираат неја и баш тоа мајки што го правила се почнала и она да го прави. Не е секојаш така, знам. Има и спротивни ситуации, затоа што човекот може да го увиди нештото, ама рековме инатот е неразумност, така. Се пружаме отпор. Како пружам, седна кој што пружаме отпор, ќе не контролира. Зашто човекот пружа отпор. Девојкава има проблем со мачки. Има една ситуација. И седиме на, не знам, со еден човек во кафана и вика, ама он има проблем со мачки, и вика, ама бе, 2 мачки имаше. Не бе, 5 мачки имаше, он 5 мачки видел. Ја не сум видел тие 3 екстра. Ама он има плюс 3 видено, затоа што пружа отпор и одеднаш доаѓаат мачките кај него. Затоа што пружа отпор. Човеков што пружа отпор на димот, сте виделе? Човек што пружа отпор на димот, димот оди кај него. Човекот што се плаши од кивање, некој да му не му кивне, многу внимателно ќе бара кај да седне на автобус и ќе седне до некој, тој ќе се раскива после 5 минути, затоа што он го пружа отпор на нештото. Разбирате, луѓето цело време пружат отпор на некоја болест, да не се разболи, да не се разболи, да не се пружа, толку многу пружа отпор да сликите од болеста се цело време околу него. Зашто? Зашто пружа отпор. Ако не пружи отпор на нештото, сликава у неговиот ум нема да влие врз него толку јако, толку драматично. И сега што се случува? Затоа што човеков пружа отпор не знам, на мачкиве у ресторанот. Тоа искуство од ресторанот со 3 мачки, зашто он толку многу пружа отпор, ќе биде потрауматско во неговиот ум, отколку некој што не пружа отпор на мачкиве, кај него сликата од тој настан не е трауматска. Ме разбирате? Нормално е. Ама зашто некој постојано пружа отпор, она што се случува, сликиве у неговиот ум стануваат трауматско искуство, затоа што почнува да пружа на се отпор. Пример ќе ви кажам, јас на 16 години, пред да одам за соединените држави, на 16 години, она што се случува, ја пружам отпор на секаква контрола од моите родители, како у наводници добар тинејџер, нели? Сте виделе овие тинејџериве како кога сме биле тинејџери и сега тинејџериве, неразбрани сме ние. Разбирате? Зашто сме неразбрани, пружаме отпор. Несватен. Од кого? Од татко ми, од мајка ми, не ме сваќаат. И се облакав како несватен. Така све. Чудно некако, мистериозно, темно. Несватен бев. Разбирате? Имате луѓе, несватениве луѓе. У суштина, несватените ние, случувајќи ми и мене на 16-15 години, кога бев несватен, од татко ми, од мајка ми, затоа што свај ја не ги сваќав нив, и како несватен им пружав отпор. Што не ме разбира. Што да разберат бе свика цинкове, ние сме поминале све тоа. Ти не разбираш, ама ја мислев дека они не разбират, а уствари ја не сваќав дека ја не разбирам ништо. Ама како несватен пружав отпор на тие што мислев дека не ме сваќаат, татко ми, мајка ми. И што се случуваше, татко, мајка ми вика, ке фрлаш ѓубре, викам, не фрлам ѓубре. Ја почнам да си најдам на ѓубрето, пружам отпор на ѓубрево и што вика мајка ми, абе ке пружаш, и татко ми слуша таму, што е данче, што жар, абе неќе, што бе неќеш ѓубре да фрлиш бе? Абе ке фрлиш и ѓубриот кај тебиот на сестра ти соба да се ке фрлиш ѓубре. И ке фрлиш ѓубриот надвор. Ја пружам отпор, ете ти ги проблемите. Пружам отпор, ете ги проблемите. Што се случува? Наместо да фрлам ѓубре од моја соба, сега треба да фрлам ѓубре од 3 соби. Доаѓа сестра ми вика, мамо, да не треба ја да фрлам ѓубре, она не пружа отпор. Мајка вика, не, Ирена, ти нема да фрлаш ѓубре, Жарко ќе фрли ѓубре. Сестра ми не беше несватена, она беше сватена. И како сватена, си работеше и она дел од животов, али ако ги видите овие што се несватени, тие најмалку допринесуваат у околината, зашто се несватени, а? И сега несватени ние пружавме отпор на луѓе околу нас, на задачите, на одговорностите, на обврските, пружаш отпор, зашто си несватен. И сите работи ми доаѓаат плюс на мојот ум. Плюс ми предизвикаат проблем. Зошто? Зашто ја правам притисок, ја правам отпор на нештата и нештата остануваат во мојот ум, како снимки, но не стануваат пријатно искуство, баш заради тоа што го пружам тој отпор. Сега и обратно е вистина, дека ако некој човек има траума, го каснало куче, и тоа е снимка во неговиот ум, и он со таа траума секако ќе пружа отпор,
на кучето, затоа што веќе има траума од куче. Ме разбирате? Секако почетокот е, да, можда имаме некаква траума во нашиот ум и ние сега заради тоа пружаме отпор врз многу работи и тераме инает. И сега, луѓето како тераат инает? Сте виделе ли некоја девојка која што, ја ќе ви кажам, има многу девојки, има многу дечковци што тераат инает? Со кого? Со кого тераат инает? Тераат инает со сами себе. Зашто? Затоа што несватениве луѓе, што сме несватени, ние тераме инает со све околу нас, а му суштина тераме инает со себе. Ние се тераме сами инает. И тој инает кој што е во нас, тој отпор што го пружаме ние врз околината, прави да немаме контрола врз околината и прави да снимаме снимки од искуства кои што во нашиот ум сега нема да се под наша контрола, него ќе не контролираат на нас ќе не контролираат и ќе ни станат неубави случаи во нашиот живот. Ме разбирате? Се на кое што човекот тера инат. И многу инати тераме од работи за кои што сме заборавиле кога сме го почнали инатов, да ви кажам право. Сега ја верувам во минати животи. Кој што сака нека си верува негово е. Имате луѓе што терат инат од пред 10 животи порано, од пред 100 животи порано. Инат на таа тема уште тера има он на тема пари. Не е само од детство, може татко му зборел, слушај бе, ти бе фати се за работа, бе фати по контейнери бе ке те собираме од дека бе. По контейнери ке висиш бе синко. Ако не засукаш работа да завршиш факултет, ако не се фатиш на работа, на контейнери ке висиш бе. И се овој од тогаш му се зина, нема да работам бе, ти ли ке ми кажеш, нема да работам бе, овој стварно на крај ќе дојде да тере инат со татко му. Татко му е умрен пред 10 години. Он уште му тере инат на тема пари. Ама заборавил од кога почнал да го тере инатот. Ме сваќате? Го тере инатот од мал. Уште го тере инатот. Уште поради некоја девојка која што му сгрешила у младоста, затоа што него погледнала или се фатила со неговиот другар или што и да е, он уште тера инат на тема жени. И ниедна не му е по таман, ниедна не му е по кејф. Девојкава тера инат на тема мајке и неизина. Уште се бори со мајки у главата, ама мајки и одамна е тоа случката поминато, ама затоа што мајки нешто, јаве керко сама ќе останеш, мори, заразуми се, сама ќе останеш. Керкава 23 години, мајки се качува на глава како не родила дете, зашто не сомажила и девојкава пружа отпор на мајки и у тој отпор ќе се заборави. И продолжува да пружа отпор генерално у животот на таа тема, затоа што мајки на таа тема сакала да оптерети со нешто со кое што она не се согласувала или како и да е. Океј? Поентава што ми е? Поентава ми е не да не сме своји, дечки, него да не пружаме отпор на работите, затоа што после еден период почнуваме да одиме у инатов, заборавејќи кога инатот почнал. Разбирате? Инатов почнал од некого. Разочараниве луѓе. Гледайте ги разочараниве луѓе. Разочаранив човек тере инат. Ево ќе ви кажам една работа. Најдете разочаран човек и ја ќе ви кажам дека тој тере инат. Со шо тере инат? Со животот тере инат. Со ништо друго. На животот му тере инат. Разочаран е. Разочаран. Не разбран е тој. Не разбран. Човек не разбран, нешто се случило во животот, на сите му се случуваат работи во животот. Ако почнеш да тераш инат, дека животот е суров, дека животот е ваков, дека животот е неправеден, па гледај што ми се случи мене во животот, па гледај и се што? На кого му тераш инат? На себе си тераш инат. На животот му тераш. Што правиш? Инатот на животот е луѓето му пружаат отпор на животот. Отпор. Ме разбирате? Ако ја почнам да пружам отпор на животов, она што се случува, животот ќе ми пружи отпор на мене. Зошто? Поради тоа што ја му терам, инат терам на животот. Ме сваќате? Сега ја терам инат на животот, зошто? Ова ќе ви биде чудно сега што ќе го кажам. Може би ќе треба да го објаснам. Знам дека во овој наредниот сегмент имам 20 минути да ви објаснам зошто почнуваме да тераме инат со животот. Гледайте, во даден момент од нашиот живот сме донеле некаква одлука. Сме одлучили.
Може, некој направил судар со кола. И од тој момент одлучил дека нема да вози кола. Нема да се вози у кола, што и да е. И сега, теренат на животот на тема коли, на тема вожња, на тема уживање во возење, што и да е, и знаеме дека има страф, ама он пружа отпор на секое возење со кола, отпор. На него на секое возење со кола, наместо да е у тек, да имаме енергија на тек. Така. Текот на енергија, значи, знаете како вода што тече, не пружам отпор на ништо и ништо не устанува трауматски во мојот ум. Ама ако почнам да пружам ја отпор сега на возењето на колата, знаете, има луѓе што возат на сувозачко седиште и цело време кочат место возачов. Цело време кочат. Тој пружа отпор на вожњата. Тој пружа отпор на колата, тој пружа отпор на патот. У суштина пружа отпор на себе и пружа отпор на животот, зашто цело време кочи. Ме разбирате, како сувозачов што цело време кочи, он кочи место другиот. Имате луѓе кои што цело време се научени у животов цело време да стискаат на кочница. Да му тераат инат на животов и после ќе рече, животов не ми е благонаклонет на мене. Знаеш што, овој ми е крив, оној ми е крив, тој ми е крив, овој ми е крив. Сите му се криви, он никако да е крив. Дечки, ние сме си криви за се што ни се случува на нас. Се. Така. Ако јас почнам да носам одлуки кои што се негативни после некое разочарување, ја ќе сакам тие одлуки да бидат во право. Ја ќе сакам тие одлуки да ги манифестирам. Ме разбирате? Зашто ќе сум у право? Зашто гледаш, таков е животот. Ви текнува на еден лайф која зборува дека човекот во животот си бара докази за својот случај. Ме разбирате? Он ке рече, да, ја имам, ке рече некој, имам ја проблеми со жени, женава ке имам ја проблеми со мажи. Се цел живот она собира документи, ги собира у една папка, која што уствари у низиниот ум слики, од различни искуства, дека у суштина она си ги собира доказиве дека стварно е така, дека стварно не може да се најде маж у женава, дека мажо стварно не може жена да најде. Абе стварно е тешко пари да се заработат у Македонија. Многу е тешко. Ама он има 100 глупи одлуки на тема пари. Од мајка му почнале одлуките. Синко, немој тоа и тоа со париве. Други одлуки на пари, трети одлуки на пари. 100, имаме 100 бубачки на различни теми. И после ти вика животов те кочи. Кај животов кочи? Ти кочиш со бубачките у главата. Никој друг не кочи. Имаш некоја девојка која што цело време има проблем со дечковци, имаш некој дечко што цело време има проблем со некој девојки. И он ги собира материјалните докази во неговиот живот, ама цело време ги бара тие жениве кои што се негативни, кои што се деструктивни за него. И он сам се знесува у такви ситуации. Има 100 други убави девојки, абе не го интересираат. Него го интересираат тие негативните што се. Што тој би ги рекол кучки. Според него. Така? Или девојкава, тие идиотите. За муживе. Идиоти. Луѓе, си ги бараме идиотите у нашиот живот. Аба знаете што е проблемот? Дека у суштина тие идиоти што ние ги мислиме дека ни сметаат у нашиот живот и не уништуваат, иако има такви, се разбравме, зборавме за енергетски вампири, гледате го тој лайф, многу одамна беше, ќе станете свесни дека имате стварно деструктивни луѓе околу вас. Фактички што понастрано од такви, но многу често во нашиот живот ние си ги избираме у наводница тие што ние мислиме дека ни се идиоти у нашиот живот, за да не повредат нас, за да ние бидеме у право. Ме разбирате? За да ние бидеме у право. Ние си одлучуваме нешто у минатото и сега тоа нешто ние ни стекот на животот мораме да го реализираме и да го направиме да биде факт. Ќе ви прочитам една многу убава дефиниција што е зборот постулат. Имам еден збор се вика постулат. Ова е дефиниција од Хабард, многу интересна е, затоа што ми објаснува многу работи. Вика, што е постулат? Да размислиш, да кажеш нешто, знаеш да си речеш, животов не е убав, тоа е постулат. И да го направиш да биде вистина. Гледайте го. Постулат, да размислиш нешто, да кажеш дека е така и да го направиш да биде вистина. Гледате, постулатот, човекот го креира во некој сегмент од неговиот живот и после целиот живот му станува игра
за да го направи тој постулат факт. Ме разбирате? Факт. Човеков ќе се разочара на тема пари, не заработил нешто, се карал со татко му на тема пари, му пркосел на татко му кој што може би бил управо за тема пари, дека уствари треба сам да се заработува, не он да го финансира и така натаму. И човеков почнал да тера инат на тема пари, заборавил дека почнал да тера инат на тема пари, секој нема да имам пари бе, ке ме издржуваш ти, и се го заборавил тој постулат, и сега цел живот он е у некоја игра да нема пари. Не може да најде работа. Аде не му плаќаат пари. Не може да наплати. Си викаш, стварно е така. Ме разбирате? Тешко е да се заработи у Македонија. Постулат го заборавил. И сега со тој постулат он влага у игра за да направи животот да е така, за да после он каже ете, јас сум управо, тоа што го мислев цел живот е така, и мене ме повреди овие фирми, кои што, успари, ја ги најдов. Гледайте, он ги нашол тие фирми, подсвесно ги бара, и ќе ги најде тие фирми, кои што нема да му платат, клиенти кои што нема да му платат. Цело време ќе се обседне со такви луѓе кои што нема да му платат. Он заборавил кога одлучил, дечки. Заборавил кога одлучил за тоа. Ама цел живот сега игра, и на крај, бум, ќе најде фирмите кои што нема да го платат, клиентите кои што нема, никој нема да го плати, и на крај ќе остане без пари. Зашто? Затоа што постулат е нешто што мора да е вистина. Он нема да прекине додека не го направи вистина. Ќе ги прокоцка парите ако ги има. Така, некој дечко донел глуп постулат од кога раскинал со некоја девојка, или му раскинала, боле речено, таа девојка, и он донел постулат тешко на нив. Абе, знаеш ли што ќе им направам ја на жениве? Абе, готови се. Готови се. Сега он има постулат таков од 14-та година, која девојка му раскинала. И он донел постулат дека нема да биде добар кон ниедна девојка. Дека животот ќе им го загорча на нив. И сега он со тој постулат си врви у животот, си бара една девојка, не му чини, втора девојка, абе, ги расплакуе. Арно, ама, што вика? Ти си крива, мори. Ти си ваква, ти си онаква, ти си ова, ти си она. Уствари, што правиме? Нашата драма у нашиот живот, кој што ние сме се искрирале многу одамна, ние само бараме пусти луѓе да влезат у нашата игра и да ги окривиме нив дека ни сгрешиле нешто кое што сами сме одлучиле дека така ќе ни биде. Сами сме се одлучиле животот ќе ни биде мизерен. Некогаш. Не можеш да имаш, луѓе секој ден донесуваат постулати глупи. Не можеш да успееш у животот. Животот не е како што треба. Не сум доволно јак. Не можеш да си фатиш ни едно девојче асално. Со тој постулат ќе ги бараш намерно тие што не се асални за да бидеш управо. Да, на крај ќе станеме, ние мислиме дека сме жртви од некои луѓе, ама знаете што е вистината, дека тие се жртви на нашата игра. Ме разбирате, нашата игра, јас се слагам дека таа е подсвесна игра, дечки, тоа не го гледаме ние. Антонио, како препознаваме дека имаме негативни постулати? По резултатот. Дечки, кај што има негативни резултати у вашиот живот, има негативни постулати. Зашто постулатот гледайте, е многу високо на скалата на емоции. Кога човекот ќе донесе глуп постулат, он ќе влезе во насока на игра и во акција за да го реализира. Гледайте, постулат. Само што вдека човекот нема да донесе негативни постулати. Човекот носи негативни постулати во овие емоции. И тие негативни постулати, он после тоа ќе ги материализира и ќе ги направи негативни, затоа што играта ќе му стане ваква. Ако човекот донесе позитивни постулати, он ќе има позитивна игра. Ме разбирате? Ќе има позитивна игра. Сега ќе нацртам нешто. Океј, гледайте. Она што сакам да го кажам. Значи, човеков има негативен резултат на некоја тема. Нема финанси, не знам, нема девојка 30 години, девојкава нема дечко 20 години, не се слагат некој човек со луѓе, нема пријатели. Тој донел постулат зашо да нема пријатели, ме разбирате?
Он се разочарал од пријателства, нема искрени пријателства во Македонија. Нема искрени пријателства. Океј, супер негативен глуп постулат, нема искрени пријателства во Македонија, и он сега целата таа констелација на таа игра ќе мести луѓе околу себе, кои што он ќе каже дека се лоши, го изневериле, го изиграле, го изманипулирале, а луѓе може немале никаква таква намера. Ете, тие се причината, ама мора тие да се и причината затоа што јас сум у мојата игра. Јас со моите негативни постулати креирам игра. Да сум жртва на нештото. И сега од тоа дека јас сум жртва на нештото, ја ќе ставам други луѓе и ќе речам јас сум жртва на нив, а уствари нема врска, ја ги окривувам само нив, а јас сум ги сместил у мојот живот затоа што ми требаат. Разбирате, ми требаат тие луѓе. Пусти јадно. Затоа што ја морам да станам жртва на нив. Уствари ја не сум жртва на тие луѓе. Јас сум жртва на себе и на своите негативни постулати, ме разбирате ли? Океј, ќе го нацртаме на таблава. Како ќе го нацртаме, ако немаме фломастер? Имаме фломастер. Гледайте. Видете, има една убава пирамида, ова е од еден Петар Шабо, и вика на врвот имаме акција. Акцијата зависи од емоција. Емоцијата зависи од мислата. Мислата зависи од ставот. Или можеме ли да речеме тука дека имаме постулат некој, ставот е постулат. Така, и тоа е поврзано се со меморија. Тука се сликите од негативните искуства. Гледате, негативни работи ни се случиле, негативни работи. Човекот кој ќе му се случат некои негативни работи, обично прави некаков постулат. И сега тој постулат он мора да го реализира. Гледате, дека е реализација. Има некој дечко негативни искуства со тема жени, негативни слики има. Така, затоа е важно овие мемории да се средат. Затоа што многу често се резултат за да донесеме негативен постулат. Дадени ситуации во нашиот живот не тера да имаме даден постулат, или одека може да речете ситуација. Гледате, имате негативни ситуации, тие не тера да донесеме негативни постулати, имаме таков став. И сега тоа потекнува мисла, емоција, акција и реализација на што? На постулатот, на крај мора да се реализира. Ви текнува што кажав? Дефиниција од Хабард за постулат беше да кажеш дека е вистина нештото, односно да го кажеш дека е така, to say something and to have it become true, да постане вистина. Значи, треба секогаш да го размислиме нештото и да го направиме да стане вистина. Ако не го направиме да стане вистина, не е постулат. А човекот обожава да си ги реализира постулатите. Постулатот е нешто кое што е многу блиску на некој човек. И човекот крече, ја немам среќа у љубов. Тоа е постулат. Немам среќа у љубов ја. Супер, еве му го постулатот. Гледа го постулатов. Нема човеков среќа у љубов. Е сега, нема среќа у љубов и он цело време работи преку своите негативни мисли, преку своите негативни емоции, преку своите негативни акции, на крај ќе остане сам. Нема среќа у љубов. Е сега, затоа што он е тоа неговата игра, затоа што он нема среќа у љубов, он ќе раскине на оваа девојка која што сака да има среќа у љубов, ме разбирате? Ама он со неговава идеја дека ја немам среќа у љубов, он ќе најде девојка околу него и он ја прибере у незината игра. Абе, она е жртвата, не си ти жртвата на неа. Она е жртвата на твојата игра. Она е жртвата. Ама ти викаш, јас сум жртва на неа. Зашто? Затоа што постулатот ти е немам среќа у љубов. И со тој постулат дека немаш среќа у љубов, бум! Секогаш човеков ќе направи нешто, гледате, преку неговата негативна акција. Он со тој постулат ќе има негативна мисла, негативна емоција, негативна акција и на крај ќе ја избрка девојкава. И она што ќе се случи, знаете што ќе се случи? Она што ќе се случи, гледайте, ќе рече дека она го повредила него. Она го повредила него и он ќе рече јас сум жртва на неа. Чекај, човек. Она е жртва на тебе затоа што ти си ја прибрал у твојата игра. Ти си ја нашол неа да ти биде дел од твојата игра, она ти треба. Она ти треба. Знаете дека луѓе во што се жртва и што цело време кукаат дека некој ги малтретира, они им требаат на нив. Имате некоја жена што цело време кука како ја малтретира мажот.
да се разбереме малку. Ти му допушташ да е дел од твојот живот. Што е твојот постулат? Ако он цело време те тепа, еден маш, втор маш, трет маш, цело време те дробат од мавање, може би ти имаш некој постулат дека ти треба си жртва на маживе. Може би тоа е вистината? Или, ја не викам дека треба тоа да се случува, ама зошто цело време девојкава наоѓа такви грубијани? Мајкава ќе рече, мајкава ќе рече, керко ти си ги бираш. Многу паметно и кажува. Ти ги бираш маживе, зошто ги бираш такви? Зошто ги бираш? Вика, ја можам да видам дека тој ќе те малтретира, зашо го одбираш? Ама, такви ја привлекуваат. Може да има постулат, ми привлекуваат мажи кои што се груби. И после ги има трауми, и после ги има проблеми. Може да имате маж кој што има негативен став и постулат на тема жени, и знаете што? И најдобрата да е, ќе ја направи дека е најлош. Зашто? Зашто мора да е управо. Зашто запамтете, постулатот не е постулат, додека не го реализираме дека е вистина. И со што тераме инат? Со самите тераме инат, со нас, со некоја давнешна ситуација тераме инат. Некоја ситуација од нашиот живот која што не ни се погодила. Сме донеле некој глуп заклучок и постулат. И од тогаш имаме игра, нашата игра е да го направиме да биде вистина. Да го реализираме. Тоа е нашата цел. И сега таа цел и таа подсвесна игра, знаете што се случува? Само прибираме публика и колатерална штета од нас. Од нас. Почнахме со постулати, почнуваат да излагаат, така. Еден куп ги читам. Различни постулати имаме, дечки. И секој еден може да биде полош од друг. Ама секој негативен постулат во вас е многу јак. И гледайте колку интересно. Ние некаде понатаму, затоа што сме донеле одлука у нашиот живот порана, сакаме да го смениме тоа и ќе викаме не бе, имам среќа и љубов, имам среќа и љубов. Абе ти викај си имам среќа и љубов, ама ставот, постулатот е појак од твојата мисла. Ставот, постулатот е малку и подсвесен. Мислата ти ќе ја направиш на свесно ниво. Некој човек ќе се рече мисли си позитивно, имај позитивни емоции. Бе, кај ќе има позитивни емоции и мисла кога има негативен став? Ставот му е проблемот. Ти не можеш да ја смениш мислата и емоцијата и акцијата ако ставот не го смениш. Сега, ако овој став е многу ран и тука ние донесеме друг постулат кој што е подобар, не. Овој се коси со овој постулат. За ова има цела една книга од Хабард. Како да се најдат тие постулати и како да се исчистат тие постулати. Гледа, човекот бил многу паметен, зашто сватил дека подот снежниот постулат, овдека он сака да донесе сега одлука, не бе, животот е убав, ама овдека одлучил дека животот е катастрофа. Сега овдека ова тој го прави на свесно ниво и ке рече не. Сега ќе викам животот е убав, зашто од жаре прочитав и му ги цитам неговите цитати на Инстаграм, ама тој трае, ефектот од мојот цитат ќе трае 1 сат. Зашто? Затоа што после тоа се враќа на првобитниот постулат кој што е подлабоко во него. Ме разбирате? Да, има дечки позитивни постулати. Позитивните постулати се за сите работи у животот за кои што ни оди. За сите работи у животот за кои што ни оди, ние имаме позитивни постулати. Зашто ја можам да речам добар сум, имам талент, храбар сум, способен сум. Ме бива. Гледайте го Новак Џоковиќ колку позитивни постулати имал. Уште од мал го креирал вимболдонскиот пехар и рекол ке го освојам. Тоа е постулат. Ама, ако имаме ние постулати од минатото кои што ги влечеме со нас и сега, после 30 години, сакаме да донесеме нов постулат, тие се у конфликт еден со друг. И овој за жал што е пораниов е појак. Мораме да ги избришеме, да ги најдеме, да ги изчистиме тие негативни постулати, затоа има цела книга од Хабард, како да ги најдеме и да ги изчистиме тие постулати, за после тоа да донесеме правилен постулат, затоа што треба да сватиме зашто го донесов тој постулат. Во која ситуација сум го добил? Гледај колку деструкција направил тој постулат во мојот живот. И кога ќе го најдеме и кога ќе го избришеме, тогаш ќе донесеме нов постулат, сакам животот да ми биде убав и тој ќе функционира.
Зашто многу луѓе не може да се сменат во нивниот живот. Зошто? Затоа што они порано донале многу негативни постулати, сега сакаат на нив да налепат позитивни постулати, ама тие не држат затоа што негативниот постулат ги одбива. Затоа што тој им го зазел местото во нивниот ум. Ние мораме да се исчистиме од глупостите кои што сме ги насобрале за да можеме да имаме позитивна мисла. Затоа што, гледај, не можете да имате позитивна мисла, емоција, акција, ако на некоја тема имате негативен став и негативен постулат. Нема шанси. Океј? Нема шанси. Гледате, книгата се вика Прирачник за предклиер и зборот предклиер значи некој кој што не е клиер. Зборот клиер значи чист и исчистен од такви негативни постулати. Исчистен од негативизми во неговиот ум. Клиер значи чист, на англиски прирачник за предклиери, човек кој што не е клиер. Како да почне да се чисти од тие негативни работи, негативни постулати во нивниот живот. Ако сакате за информации за книгата, пишете ми и можам да ве поврзам или со книжар или со Хабардовиот центар. Така да, дечки, поентата што е, зашто ова сакам да ви го кажам? Сакам да ви го кажам поради тоа што многу често ги окривуваме другите луѓе за работи кои што ние сме ги донеле како одлука. Ме разбирате? Јас порано така сум и пркосел на мајка ми и сум донел одлука дека, не знам, нема да правам нешто кое што у суштина било добро, кое што мајка ми го барала од мене. И сега истото тоа и го пркосам на секоја наредна девојка со која што сум бил, затоа што можеби девојката ме потсеќа на мајка ми. И ти го тераш цело време тој инат од мали. Од мали нозе сме се заинатиле. Не ме бива мене за математика. Глуп сум јас за математика. О, супер постулат. Глуп е за математика. Глуп сум јас за математика. Мене не ме бива за математика, а? Океј. Не те бива за математика? Тоа е постулат. И после тоа цело време ќе имаш проблеми со математика. И знаете што ќе биде проблемот? Професорот. Па и тој на факултет професорот не ме пушти. Ама он го има тој постулат и му треба тој професор. И дури самиот професор да не е негативен овој до толку ќе го напне, затоа што ќе се крира дека ништо не сваќа. Он ќе почне да крира дека ништо не сваќа и фала Богу дека ќе се наљути тој професор. Како не сваќаш? Зашто не сваќаш? Несватени сме. Така почнав. Несватени сме. Вели, многу често в животот сме несватени, ама кога сме несватени, уствари ние не сваќаме што правиме ние. Ме разбирате? Ако сум ја несватен, ја уствари не сваќам ја што правам. Ама кога сум несватен, многу негативни постулати носам. Сте виделе? Негативните постулати се поврзани со, исто така и со периодот кога сум бил несватен, се поврзани со порано детство. Ја ќе ви кажам, ја верувам во минати животи, имаме постулати кои што сме ги донеле многу минати животи поназад. И човеков со истите проблеми има сега проблем, со истите работи. Сите работи, како имаше од Ајнштајн еден цитат, ако сгрешиме еднаш, окей, може би е превид, но ако постојано ја правиш таа грешка, тогаш е одлука. Фактички, што кажува и Ајнштајн? Вика, ако повторно ја креираш таа грешка, тогаш може би е одлука. И тоа е вистина, затоа што станува збор за постулат. Гледате, станува збор за постулат. Ако човек постојано нема резултати, никакви, тука нема никаков резултат, има реализација на негативниот постулат и тука има проблем он со некоја сфера од неговиот живот. Знаете дека станува збор за подлабока работа. Има дадена ситуација од која што има снимка во неговиот ум, и има постулат во таа снимка и одлука дека мора тоа нешто да го реализира. И низ неговиот живот ќе се местат така ситуациите, он ги мести, гледате, он ги мести ситуациите, да тоа стварно стане вистина. Нема жена у Македонија за мене. О, одличен постулат, он е сингл сега. Ама си, оваа жена му е проблем, и таа жена, а уствари, он душата ја извадил, бе. Он душата ја извадил, а сега она му ја вади душата. Дечки, знаете на колку луѓе душата сме им ја извадиле, а сме рекле дека они не извадиле душата на нас? На многу луѓе имаме извадено душата, за кои што сме рекле дека они не имаат извадено душата на нас. Не е фер кон нив. Не е фер. Не било фер
Кон многу луѓе во мојот живот, кои што сум ги окривувал, се додека не сум си ги открил моите постулати на таа тема. Они само биле мојата публика, која што морало да бидат дел од мојот живот и да ги направам негативни ликови, за да можам да го реализирам мојот негативен постулат. Јас сум си ги одбирал тие ликови околу мене. Затоа што мојата игра било тоа нешто негативно на кое што сум терал инат да го направам да биде вистина. И ви кажувам, на многу луѓе на кои што ние им ја вадиме душата со нашите постулати, со нашите неспособности, со нашите негативности, викаме, они не имаат извадено душата на нас. И сега кој е управо? Ќе ви кажам една работа. И они имаат истата игра. Ти си им дел од нивната игра, па сега, глеј колку интересно и смешно. Они се дел од мојата игра, јас сум дел од нивната игра. И они викаат, јас сум ги уништил, ја викам, они ми уништиле мене. Супер. Она што е право и исправно е, дека секој еден од нас е причинител за неговата судбина, за неговата карма. Како? Преку постулатите. И после тоа, ја со негативни постулати, со негативна игра, дечки, кој да е околу мене? Кој да е околу мене? Петко, Станко, Трајана, Јана, Марта, која и да е, не е важно. Ке си го окрка со моите постулати. Ама ја ќе речам, јас сум го окркал заради нив. И они ќе речат, они го окркале заради мене, лага е, они си го окркале заради нив и заради своите постулати. Јас сум таму како доказ. Они мора да ме направат негативен за да бидам доказ за нивниот живот и ја морам да ги направам нив негативни за да ги направам доказ за мојот живот, односно за мојот негативен постулат, кој што подсвесно во мојот живот сакам да го реализирам. Затоа ви реков на овој лайф, на почетокот овој лайф е за храбрите. Ви реков, може нема да ме сакате после овој лайф. Дечки, ама нема поголема вистина од ова. Ова беше голема пресвртница во мојот живот, која го открив овој факт. И која почнав да ги чистам тие постулати, да ги тргам на страна. Зошто? Пори тоа што секој постулат е размисла, нешто што ќе го кажеме и после тоа сакаме да го направиме да е вистина. И сега, со таква игра во животот, зашто после тоа влагаме у игра на животот, со негативни емоции, со негативни мисли, со негативни акции, секако дека ќе дојдеме до негативни резултати. Гледате, секаде, запрашајте се у кој сегмент од вашиот живот не ви оди. Гледате, прашањето е каде не ми оди. Каде простојано имам проблеми. Што викам дека ви е важно? Ова е добро прашање. Што велам дека ми е важно? Ама никако да го решам. Тоа е областа каде што човекот има дадени ситуации и негативни постулати во неговиот живот. И дечки, сакам само да ви кажам една работа. Абер од мене до вас. Ја истото сум го правил, истото сум го имал. Знам зашто зборувам од моје лично искуство. Многу луѓе у нашиот живот сме им рекле дека душата ни е извадиле, а ние сме биле таму да извадиме нечија душа. Многу луѓе сме окривиле дека душата ни имаат извадено на нас, ама подлабоката вистина е дека со нашите негативни одлуки, ставови и постулати, ние нив сме им извадиле душата. Затоа што со тоа нешто ние ги нервираме. Со тоа нешто ние нив ги нервираме. Со што е тоа што другите ги нервираме, а, дечки? Пусти јадните околу нас, да ви кажам. Не им е лесно и на нив со нас. Нас не ни е лесно со нив, така викаме, ама да ви кажам, на нив па уште помалку им е лесно со нас. Така ли? Уште помалку има на нив лесно со нас.
У суштина, секој си страда од своја глава, дечки. Секој страда од своја глава. И ако тоа го сватиме, дека секој си страда од своја глава, тоа е секој си страда од своји негативни постулати, ќе сватиме многу работи во нашиот живот. Ама треба да сме доволно големи и да не тераме инак со нештото. Затоа што гледате, во цела оваа фаза овдека, ова све од тука натаму е инат. Еве ви го инатот. Се ова е инат. И се ова е протестирање на животот. Ние протестираме кон животот и после сакаме животот да не сака. За да влеземе у тек, у флоу, убава енергија со животот, дечки, она што morаме да го направиме, е да сватиме каде ние кочиме. Затоа што таму каде што не ни оди у животот, не кочат, него кочиме. Таму каде што не ни оди у животот, не кочат, кочиме. На некој човек му требаат луѓе околу него антагонистични, зашто нешто сака да докаже. Некој инат тера. Луѓе кои што он собира цело време, луѓе кои што се негативни, кои што се антагонистични, он нешто докажува. Он ги собрал тие луѓе околу него. Да не ме разберете, точно е дека има негативни ликови околу нас. Направете разлика кога стварно имаме негативни ликови околу нас, зашто има такви негативни ликови, тоа се баш ликови кои што се драстично негативни, малтретираат, зрцките ќе ти ги изгорат, стварно ќе те уништат. И мора да разграничиме кои луѓе се луѓе кои што си имаат своји проблеми во нивниот живот, ама мора да се дел од нашата прича и да се негативци, поради тоа што во нашата прича, во нашата слика, во нашите постулати, мора да има негативци, затоа што ние така сме одлучили. Затоа што ако ја донесам негативни постулати на тема жени, на тема пари, на тема работа, на тема шефови, на тема што и да е, ќе се најдат. И најдобриот шеф ќе изгледа најлошо, и најдобриот сопруг ќе изгледа најлошо, и најдобрата жена ќе изгледа најлошо. Се што е добро, ќе мораме да почнеме да го свртиме да биде лошо, затоа што мора да почне да пасува во нашата извртена слика и реалност за животот. Затоа што ние сме извртеле сликата и сме направиле негативна реалност која сме го донели негативниот постулат. Замислете го на следниот начин. Животот е направен да биде убав. И животот е убав. Ама ние, кога носиме негативен постулат, ние ја извртуваме сликата и го фактички применуваме сила животот да биде лош. Ние применуваме сила и лага, негативниот постулат е лага. Животот е убав, животот е за живење, животот е за уживање, животот е фантастичен, тоа е вистината. Нешто ќе се случи се, ние мораме да лажеме и го вртиме тоа. Животот го вртиме. И што правиме ние кога го вртиме животот, му пружаме отпор. И сега ние држиме ракава у грч, затоа што сакаме да го свртиме животот и животот нас не удира. Ние сме се стегнале ракава и викаме дека некој ни ја држи раката и не боли. Ама сме заборавиле кога сме се стегнале ракава. И што правиме на животот? Животот е прекрасен, дечки, животот е убав, животот е феноменален, животот е за уживање и сега некој кога ќе се разочара, ќе го сврти тоа. И кога го свртел тоа, гледате, го свртел тоа, пари, сопруг, за убаво било, деца, за убаво било. И сега секој некој тоа ќе го сврти. Абе деца ваки онакви, абе мужи, абе жени, абе пари за никаде, парите се отепувачка и со парите се отепувачка почнуваме да имаме негативност кон животот и затоа што го држиме тој живот, ние пружаме отпор он да не повреди. Уствари, фактот е дека ние го изветоперчуваме животот, го искривоколчуваме, го пореметуваме, му правиме дисторзија на животот, го вртиме во погрешна насока и го држиме да е таков, затоа што мораме, точно е, Кетрин, да имаме драма у нашиот живот. Така, какви сме ние режисери? Ние сме фантастични режисери на нашата драма. Ме разбирате? Фантастични режисери сме на нашата драма. Ама сме заборавиле
Кога беше моментот кога одлучивме да бидеме режисери? Зашто сега сме глумците. Ме разбирате? И како глумец, не памтам кога сум донел или сум ја напишал драмата. Не знам кога сум ја напишал. Не знам кога сум донел одлука да ја напишам. Не знам кога сум сакал да ја режирам. Не знам. Ништо сум заборавил. Сега само знам дека сум глумец. И мислам дека сум у драмата каде што режисер е сопругата. Он мисли дека е глумец и дека режисер е сопругата, дека режисер е татко му, дека режисер е мајка му, дека режисер е неговиот предпоставен. О, колку сме далеко од вистината. Гледайте, само сме заборавиле кога сме биле композитори на нашата симфонија, кога сме биле диригенти на нештото кое што сега само го свириме. Ама не знаеме кога сме го компонирале, не знаеме кога сме го дирижирале. Само знаеме дека свириме нешто така кое што е фалш и кое што не иде. И кое што не држи вода. Ама мораме да бидеме управо. Заради тоа што нема ништо поубаво од драма. Боже, сачувај само да нема драма. Обожаваме драма. Ама, да ви кажам наискрено, има и убави драми. Не мораме да драмиме драма. И не мораме постојано душата да им ја вадиме на луѓето околу нас, дека они ни извадиле нашата душа. Си вадиме душа еден со друг, затоа што секој е креатор на својата негативна драма во неговиот живот. Дечки, позитивните постулати се клjuč, но јавете ми се, има начин, има решение, можеме да ги најдеме тие постулати. Океј? Ви посакувам убава вечер, се гледаме у понеделник, каде што ќе зборуваме за друга тема. Ќе зборуваме за тимови. И кои ни се стварно членови на нашиот тим? Затоа што некојаш имаме луѓе што тврдат дека се членови на нашиот тим, не се, ќе ви кажам како да ги препознаете. А до тогаш, ако сте за да ја оддрамиме малку драмата во вашиот живот, јавете ми се, пишете ми 078-261-771, 078-261-771 и дечки да почнеме да го отплеткуваме животот и да го направиме онако како што стварно е, а тоа е фантазија, убавина, релаксиран, среќен, со драма, со доза на драма, ама која што ние ја контролираме и која што ние фактички ја знаеме дека играме. Океј, ви благодарам многу што бевте со мене, ве обожавам, ве сакам. Чао, чао, чао. Life is life. Па-пам, парарам.